Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И емисијава ја започнуваме со еден мој драг гостин, човек кого исклучително го ценам, тоа е Митко Андонов. За мене успешен млад човек од Струмица, кој, ако ви е пријател на Facebook, ќе дознаете дека е многу интересен и дека не баш лесно се следи, бидејќи тој на својот Facebook профил објавува разни работи, поврзани со она што тој го работи, но и со се она што ја промовира нашава земја. Значи, човек кој се радува на секој успех, но ретки се такви. Митко, добар ден, добре дојде во нашето студио. Добар ден. Велам успешен човек, успешен млад човек. Ти претпоставувам ќе се сложиш или нема да се сложи со таа моја констатација? Да, па дефиницијата за успех е различна за секого. Релативно е тоа, така? Да, тоа е релативно. Според оно што јас го имам зацртано за себе во пред 10 на 15 години, по моите стандарди, доволно е, задоволен сум, меѓутоа секојаш треба да се стремиме кон повеќе. Со оглед на тоа дека сепак живееш во една средина каква што е нашава земја, нашиот град, нашава општина, сепак може да се констатира дека си успешен човек, бидејќи ние сакаме или не, мораме да се признаеме дека помалку сме медиокритети, се задоволуваме со некакви средини, со некакви, никако не пукаме до таванот. Вака, кој е всушност Митко Андонов? Го знам многу одамна како еден од менаџерскиот тим на Колит Колешино, така? Да. Така ли почна приказната? Апсолутно. Да? Па така почна успешната приказна, значи Колит е мојата прва поголема школа. Почитувани гледачи, само ќе прекинам, не правиме реклама за фирми, но тоа е... се извинам, не... не, ворете, не правиме реклама, да не бидеме погрешно сватени. Добро? Па, всушност, кога зборуваме за мојата историја и како стигна до резултатите, така почна таа приказна. За сите нас, потребно е да имаме од каде да учиме. Моето мото и главна приказна е што јас сум решен постојано цел живот да се надоградувам, да учам, се додека имам можности од каде. Така е. Постојано барам начини да видам од каде би може да научам нешто ново на било кое поле. Мојот мајндсет или начинот на размислување се промени од 2000 година, кога отидов во Америка, таму бев околу 3-4 години и видов многу промени кои што се трудев да ги вратам, инкорпорирам во Македонија. Така, во нашава земја. За моја среќа станав дел од Колит 2006 година и таму имав многу да учам и да ги имплементирам моите квалификации. Знаење. Добро. Така да некаде околу 12 година кога станав директор за продажба за Македонија, веќе почна комуникацијата на повисоко ниво, па на тие обуки кои што ме праќаа и потоа со извоз со Сандеј, веќе дојдов до моменти да видам како размислуваат, како функционираат фирмите надвор од Македонија, каде е светот, кај сме ние и што треба да следи. Така да од тука почна цела приказна, но работев и маркетинг и продажба, видов дека мене дефинитивно појака страна ми е маркетингот и така се одлучив да продолжам во тој дел, така да сега сум собственик на компанија, фирма за маркетинг, се вика EON1, односно KES Digital Marketing and Strategy, и тука се трудиме на компаниите во регионот да им помогнеме да бидат во текст со новините, посебно во дигиталниот маркетинг. Така. Областа која што драстично се менува ден за ден. Така. Тоа е целта. И успешно се справуваме во овој момент, работиме со поголеми компании, задоволен сум, меѓутоа и главно со компании кои што имаат слух и сакаат да прифатат промени и новини. И да додат напред. Да не тапкаат во место, така. Моја забелешка е дека дел од компаниите, да не генерализирам за сите, но дел од компаниите не се спремни за промени, не сакаат за промени, имаат некој конзервативен метод кај што јас сум собственик, вие сте вработени или слично. Правиме ретка дистинкција помеѓу едното и другото и тоа не е во ред. Така. Никако да разберат
собствениците на фирми дека за успешна компанија треба сите да бидат задоволни. И компанијата јака колку што се вработените така, добри. Срекни, така. Добро, помалку е, предпоставувам, оние кои го следат овој разговор се прашуваат како тоа Митко Андонов бил во Соединетите Американски држави и зошто се вратил во една земја каква што е Македонија, каква што е нашава земја, особено во периодот кога се случува овде многу сензитивни, многу лоши работи, а тоа е периодот 2000-та, 2001-2002, 2003 година, кога безбедноста не беше на високо ниво. Така е. Што би одговорил на оние кои се прашуваат зошто камбек? Да, посебно сега е прашањето актуелно кога веќе сите се иселуваат од нашата држава. Добро. Интересен момент е што јас навистина на сите им посакувам да имат можност да одат во друга држава, да поживеат некој период, да видат како е. Навистина тоа е едно феноменално искуство. Но и да се бидат искрени на себе до каде тоа треба да оди и каде е моментот кај што се надминуваат некои граници. Голем дел од нас жртвуваат многу за да може да кажеме дека сме, нели, во некоја успешна држава, иако рековме успехот, нели, е релативна работа. Зошто се вратив? Сметам дека во друга држава долго време ќе бидеме граѓани од втор ред. Јас бев таму и кога ги срушија близначките, кулите. 2001 година. И имав можност да видам како се однесуваат спрема странците, каков е односот, односно никош нема да биде тоа. Така. Овде успехот е успехот што ние ќе се го дефинираме може да се постигне, меѓутоа главна тема кај нас проблем е парите, секој се водиме по парите. Ако ние си ги запишеме на хартија кои ни се целите, односно куќа на 2 спрата, кола, Форд, таков, значи што сакаме точно специфично, се остварува. Тешко е, стварно е тешко, овде е многу тешко да се успее, но така почнав јас и мислев дека ќе придонесам за да се поправат колку што е можно работите тука, влијаем секојдневно на сите начини колку што можам, луѓето што ме познаваат знаат, сум непоправлив оптимист, позитивец. Се трудам да се дружам со луѓе кои што се слични. Така. Тоа е најважната тема. И моја цел, зошто сум во Македонија се уште, иако сите имаме ние опции, нели? И јавно им кажам на сите, се надевам дека за 10, 20, 30 години ќе може на нашите деца да им кажеме Ние бевме тие. Да, ние бевме тие Кои останавме. И кои што ја правевме Македонија да биде каква што е за вас сега. Дали тоа ќе биде во моментот Словенија или не знам колку ќе сме напред. Но да бидеме разликата. Значи кога ќе се слушне менталитетот ми е како да кажам тема која што ме неежува, баш ме иритира, кога ќе кажеме сите ние викаме и јас, ама такви сме ние, менталитетот е таков ние. Не, јас не сум таков. Мора од некаде да почнеме. Така е. Тие што се такви си имаат име. Така е. Значи мора на тоа да се држим. Така е. Се согласам со тебе, но не знам дали Митко ќе се согласи со мене дека тоа иселување од државата помалку стана и некакво помодарство, знаеш, јас ги разбирам некои кои од екзистенционални причини ја напуштаат својата земја, но има една мудрост која вели само едно место на светот, најубавото место на светот се вика дом. Нема поубаво место од домот, се разбира, но јас се надевам дека ќе запре таа експанзија на иселување, но треба и нешто овде да се направи, а тука е Митко и нему сличните да ги променат нештата на размислување и така натаму, дека сепак постојат можности и овде. Да, па ние почнавме, нему сличните ми се вклучив на таа тема, со тој дел. Со овој начин на размислување некако успеав да направиме една група на луѓе кои што слично размислуваат и пробуваме да действуваме. Тоа е тоа здружение за кое сакам да разговараме, така? Да. Ајде малку за здружението. Значи, покрај
Тоа е Здружение на граѓани. Здружение на граѓани, Така. да, Вита Хонеста се вика, меѓутоа со одреден момент кога стигнавме до некои остварување, еве јас во Колид веќе ги завршив овој главните структури, направивме да функционираат сите системи. Ајде да видиме што може ние да придонесеме да вратиме на општеството. Тоа е таа. Тука се поставува прашањето кои се програмските определби на тоа здружение, која е целта на тоа здружение. Како почнавме да функционираме? Главен проблем за фирмите во овој регион е сите се жалат дека не може да најдат квалитетен кадар. Сега веќе не може да најдеме и вработени, но пред 2-3 години беше главно немаше квалитетен кадар. Океј, ајде да видиме што може да промениме за тоа. Во дел од школите почнавме да правиме некои работилници каде што разговараме на теми кои што учениците ги поставуваат. Така. И секоја недела имаме различна тема. Дискутираме на различни теми во смисла како да се однесуваат на интервју, како да постапат, во какви фирми, како да бараат соодветна плата, колку време е потребно за искуство, во кои фирми, дали да менуваат компании или било како, дали собственици да се вработат во фирма, во тој дел, но и правевме некои поголеми настани во Дом на АРМ, кај што на слични теми разговаравме, собравме успешни луѓе, како што исто реферирам и јас така ги нарекувам мои врсници кои што веќе водат сопствени фирми, кои што успеваат да работат во Македонија, работат за цел свет, или пак се тука успеале во некоја било која гранка. И сметам дека тоа има влијание. Стигнува до одреден број на млади. На тој начин действуваме преку Вита Хонеста. Другиот момент е социјално предприемништво на кое што сметам дека треба да се посвети повеќе внимание, но се уште тежок е тој момент, така да тоа е едно од другите теми на кои што планираме да действуваме. Супер. Го работиш тоа што го работиш, имаш дел си од тоа Здружение на граѓани, но овде приказната за Митко Андонов не завршува, дел си и од Македонија 2025. Што тоа значи? Да им објасниме на гледачите што е тоа? Супер. Македонија 2025 е една феноменална организација. Со гордост можам да кажам дека тука сум веќе 5-6 години во клубот на амбасадори, односно ја промовираме истата таа идеја со мото Helping Build a Stronger Nation. Односно се трудиме да помогнеме за појачување за појака нација. И тоа таа организација има и своји вработени кои што работат секојдневно на тоа. Меѓутоа основачите се големи македонци низ светот, почнувајќи од Мајк Зафировски и Џон Битов. Џон Битов помладиот. Да, постариот е основачот, а сега го води помладиот. Меѓутоа, пошто е актуелна тема, сакам само да спомнам дека Џон Битов се уствари луѓето кои што го носат НБА во Канада. И затоа многу канаѓани му се благодарни. Да, Џон Битов е постариот, е еден од основачите или основачот на Торонто Репторс, новиот шампион на НБА. И тоа ние со радост го истакнуваме и така и треба да биде. Добро. Кои се целите на постоење на Македонија 2025? Значи, Македонија 2025 главно влијае преку едукативни програми од една страна, но и еден огромен самит кој што се случува секој ноември, и сметам дека е еден од најдобрите настани во регионот. На тој настан доаѓаат еминентни луѓе во различни области, мотиватори, едукатори на различни теми, и од бизнис, и во IT, во политика, од сите теми има луѓе. И дискутираме како да ги промениме нештата. Земаме примери од поуспешни, дали ако е стартапи од Израел или ако е школство од некоја држава. Тука влијае многу, но и се прави еден нетворкинг помеѓу многу македонци кои што се надвор од Македонија, а се, нели, условно кажам, успешни, успеале во некои гранки, можат да помогнат за вмрежување, и помеѓу во Македонија луѓе кои што сакаат да бидат дел од промените. Едукативните програми се најинтересниот дел, затоа што до сега, во 10 годишното постоење, Македонија 2025 има помогнато на преку 1000 индивидуи во менаџерски стадиум, значи middle management, top management за најголемите компании. Во кој дел помош? Едукација. Едукација, добро. Значи, главно преку изработка програми... на бизнис планови или не? Не.
Значи првиот најнискиот степен кај што поминува годишно по 3-40 луѓе се вика Leaders Project и тука 3-40 млади во зачеток, да кажем, лидери, имаат можност да бидат едуцирани од професори од Ричард Айви Бизнес Скул од Канада, доаѓаат овде и 10 дена интензивно има секој ден обуки. Так. Значи како на светско ниво да ги решаваат проблемите во тој стил. Со бизнис план, односно имаме кейс стади на бизниси, како да реагираш, како би постапил вака така, но и вмрежувањето секој на крај дава своја питчинг идеја. Тоа е почетниот, првиот стадиум. Вториот кој што е веќе во Канада е стипендија за Шулич Бизнес Скул, School of Business. Шулич е дефинитивно број 1 во Канада бизнис школа. Некои спомнуваат Forbes како број 10 во светот, но окей. Таму имаме можност да праќаме до 4 годишно. Овде годинава ќе бидат луѓе кои што се на топ позиции во Пивара, во Триглав за регионот и IT од една IT компанија, феноменални луѓе. И четвртиот ќе го остави за следна тема нека биде, добро во разговор. Така да, третиот степен е Kellogg Business School, тоа е веќе во Чикаго и ова е веќе една најнапредна за менаџери кои што биле на директорски позиции 10-15 години, доста скапа програма, директно од Зафировски фондацијата е значи покриена. И ова е врвот во едукациите и сметам дека на овој начин помагаат во делот на едукација. Од друга страна, веќе се развиваат и други програми на различен концепт. Например, тука е Битов програмата, со која што помагаат на одредени компании, праќаат професионалци од Канада, доаѓаат во Македонија, кај што се вклучени директно во случувањата во работењето и со своји идеи, забелешки, предлози или поврзување помагаат за подобрување на начинот на работење на компаниите. Сега се поставува прашањето, бидејќи станува збор за две исклучително познати лица и во таа средина како што е Канада, нели, Америка, но нема човек кој не знае ниту за кој не знае и за Майк Зафировски, и за Џон Битов помладиот, и за постариот, нели? Колку тие разговарате ли на таа тема, зошто тие не инвестираат во нашава земја? Така. Интересна тема, актуелна тема. Повеќе пати и јас размислувам на истата. Сметам дека е баш на место погодено и треба да се дискутира. Во моментот нема активни некои големи инвестирања, инвестираат во луѓе, се инвестира во, да кажем, програми, во настани, меѓутоа баш во бизнис секторот нема некои поголеми инвестиции, што е за жал за нас. Ние сме во момент каде што голем дел од нашите бизниси, банки, компаниите, значи се купени од грчки компании, од турски. Се надам дека македонците ни светот ќе дојде момент кога ќе ја видат можноста во Македонија, но се плашам дека веројатно голем дел од нив веруваат дека се уште не бизнис климата во Македонија зрела. Сепак се уште имаме многу политички турбуленции, да не навлегуваме во тој дел, меѓутоа нестабилности, иако ден на ден е подобро, но сепак темпото и според мене е многу бавно. Се надам дека ќе дојде до тие клучни промени кои што секоја година, јас вчера се смеев, викам следната година ова време ќе биде сјајно. Следната година ова време ќе биде сјајно. Да, надежта посебно умира, велат, но еве, интенцијата да се биде еден дел од НАТО или Европската унија, можеби сигурно ќе ги промени нештата и ќе отвори нови можности, претпоставувам и за ваков тип на инвестиции во нашава земја. Добро. Она што го премолчивме во муабетот е Митко Андонов. Јас тоа го дознав од Facebook, кога Митко помалку срамежливо, ама сепак гордо и радосно сподели една убава вест. А веста е? Да, веста е, конечно, после неколку години успеав да бидам избран од организацијата да бидам стипендиран за Шулич Бизнес Скулов
Тоа е таа топ 1. топ 1 во Канада. Така. Да. И да, таа е неизмерно радосна вест за мене. Сметам дека е во прав момент. Ово што го имам јас како школа во моментот за просторите задоволително задоволен сум, меѓутоа мораме да имаме и следни чекори од каде да учиме. Овде баш на овој курс кој ќе биде Strategic Agile Development, значи е баш за како да се припремаме ние, како нашите компании да ги спремиме за во вакви турбулентни времиња. Тоа е значи курсот на кој ќе присуствувам. Заминувам сега веќе во четврток, така да Тоа отвора можности, одиш и во Америка, така во Соединените Америки? Има комбинации повеќе, меѓутоа моја цел, главна цел е да посветам колку што може повеќе време тука, за да може да соберам повеќе информации, но и да направам нетворкинг, затоа што вториот дел, еден дел паралелно со ова е со помош на нашите македонци од Македонија 2025 таму, успевам, добивам, ме вклучуваат во една од најдобрите 2-3 компании во Канада за маркетинг и тука на лице место секој ден на различна позиција се гледа, се работи, како функционираат, што е едината, што одат напред, како да функционираме и тоа многу ме радува, тоа е одличен дел. Така да фокусот ми е во овој дел и веројатно она што прекјутно го посакуваме, можни се и некои комбинации да сработиме дел од нашиот производи што ги имаме ние услугите, да ги сработиме за некои партнери во Торонто. Јас се надевам дека нема да ти се променат некои нешта во главата и дека повторно ќе се вратиш назад. Се вратам. Немој да мислиш, направив грешка 2003 година, ај сега да останам. Најчестото прашање е тоа. Така? Ќе се вратиш ли? Се враќаш така? Се враќам 100%. Супер. Имаме уште многу работа, ама решен сум да ги поправиме работите. Супер. Само ми треба околу мене луѓе позитивни, да бидеме колку што може да се трудиме, да работиме, да не се откажуваме и сметам дека се е можно. Имаш ли истомисленици овде во Струмица, во државава? Има, но за жал поголем дел од луѓето се откажуваат. Уште на вториот чекор. И многу е тешко, многу е тешко да се држи ритм, да се држи позитивност. Така. Тоа е тешко. Добро, се надам дека и тука нештата ќе се променат и дека полека, но сигурно ќе напредуваме се повеќе и повеќе. И јас се надам дека ќе имаме уште многу вакви убави поводи за вакви разговори. Кога ќе се вратиш, се договараме за нова средба, за нов разговор во ова или во некоја друга емисија на програмата. Договорено, апсолутно. Каде се гледа Митко Андонов после 5, 10, 15 години? Прекрасно прашање за крај. Одлично, Ѓорги. Се потврдува твојата професионалност, значи не сме од вчера, Вака, подолго време размислувам каде се гледам за 5-10 години и кои се моите цели. Основните цели кои што зборевме за успех, јас ги имам остварен. И ги имав запишано пред 10 години, тоа ми беа фамилија, сопруга, деца, куќа, кола, работа. И еден одмор, ако не подалеку до Грчка. Скромни цели. Меѓутоа, сите тие нешто се исполнети. Се исполнети. Добро. Следно, кај што би сакал да действувам и да променаме, да действуваме глобално на промена на свеста во бизнис секторот, да вложуваме во вработените, во луѓето, во нас самите, да се надоградуваме и би сакал да создадам компанија во која што 100% сите вработени ќе бидат среќни. Тоа е моја вистинска цел. За поедноставно сликовито објаснето, а не знам дали вистински е така, како што е поставена структурата во Google, Facebook, значи луѓето да бидат мотивирани. Кај нас за жал се уште многу тежок момент е како да се мотивираат вработените. Луѓето се чувствуваат како да доаѓаат на работа и да работат за некој друг, нели, секако работиш за себе, напредуваш и слично, но вложив доста во развивање на компензационни планови за вработените. Тоа го исто научив во мојата матична компанија и
работам се уште на тоа и во компаниите кај што и сега работам како консултант, кај што ме ангажираат да им помогнам да направат екипа, се трудам да вметнеме таков еден дел кој што ќе биде мотивација за нив, за самите да чувствуваат дека работат за себе, а не за компанијата. Да знаат дека тоа го сакам и за себе, да водам една таква компанија со поголем број на вработени, каде што без да треба да се гонат вработените, сами да се мотивирани да успешно да одат напред, да ја буткаме компанијата, да има дел од таа компанија. Можеби апсолутно немам проблем со да има дел од мојата компанија. Значи, сметам дека времињата се менуваат, од запад треба да научиме дека сите имаат шер во компанијата, сите имаат акции, така натаму. Така. Јас се надевам дека после 5 години, 10 нека се, пак ќе бидеш дел од нека емисија на програмата на ТВ каналот ВИС и ќе констатираш успеавме. Се надам дека ќе биде така. Во моментот, во овие делови кај што функционираме, значи, јас ти спомнав, тој дел го изоставив, меѓутоа фокусиран сум и во тој дел, че Гама Дизајн е компанијата која што ја водиме во Братми, тука веќе добро функционира. Jumping Clay уште една компанија која што беше во трговски центар Глобал, но таа веќе продадена во Скопје, така да веќе голем дел од работите функционираат во правец кој што си го посакуваме. Митко, да ти благодарам за учеството во емисијава, ти посакувам многу успеси на сите полиња и како што веќе реков, се надевам дека ќе имам уште многу вакви убави поводи за вакви убави разговори. Благодарам. Ние, почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава со снимка од, ајде да кажеме, главната вечер од овогодинешното 18-то издание на Средби под јаворите, Видео Подгореца 2019.